Од 1 август 2018 до истиот период минатата година имало 270 интервенции на отворено. 90 интервенции се на објекти, а 80 имаат технички карактер. Во 10 случаи биле гасени и запалени патнички моторни возила. Статистиката покажува дека повеќе од половината интервенции биле за гасење полски пожари, што се предизвикани од палење на страништата и другите земјоделски површини. Од Кочанската противпожарна единица велат дека ваквата состојба е мощно неповолна, бидејќи високиот процент на пожари на отворен простор ги намалува нивните технички и човечки ресурси, кои што треба да одговорат на други цели и задачи. Истовремено представува животна опасност, а во голема мера ја загадува и животната средина. Проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, што се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата, преку кампања меѓу земјоделците влијае на јавната свест за штетите од палењето на жетвените остатоци. Тоа придонесува и за почесто патролирање на надлежните службеници од земјоделскиот инспекторат, полицијата и од противпожарната единица. Од инспекторатот велат дека ги подржуваат мерките и заклучоците што произлегуваат од активностите на проектот. Сепак, предстои период на нови опасности од палењето стрништа што доаѓа по завршувањето на жетвата на оризот. Примената на добра земјоделска практика е неопходна за да се намалат и да се искоренат лошите навики. Во таа смисла треба да се обезбедат што повеќе комбајни со можност за сечкање на сламата, а приватниот сектор да се вклучи со искористување на оризовата слама за изработка на пелети. Пречистителната станица за отпадни води и понатаму треба да ја користи сламата за добивање органско ѓубриво. Во вакви околности земјоделците помалку би ги палеле жетвените остатоци, истакнуваат од земјоделскиот инспекторат. Покрај казните кон сторителите, населението во кочанските села, кое претежно е земјоделско, се информира за штетноста и опасностите од палење на страништата и од предизвиканите пожари, но и за можностите за одржливо управување со жетвените остатоци.